Добре дојдовте назад. Знаете дека секој вторник ова време е резервирано за нашиот драг соработник, професорот по трудово право, професор доктор Лазар Јовевски. Прво, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодариме за соработката континуирана и за секогаш интересните теми што ги наметнуваме за јавноста. И конкретно за денеска имаме навистина актуелна тема. Тоа веќе неколку пати го кажав во текот на целата емисија. Ја поставивме темата, се договоривме да ја поставиме вака: годишен одмор за време на пандемија. Дали се работи за потреба или се работи за обврска? Ова е една широка тема која е навистина актуелна, особено земено предвид фактот дека пандемијата фактички го смени начинот на функционирање на многу компании, па многу компании мораат да прават во однос на вработените, мораат да прават разноразни намалувања на групирањата, па согласно тоа се менуваат и одморите и така натаму. Како би ја почнале ви оваа тема? Еве како конкретно зборувам, како потреба или како обврска? Па видите, би рекол дека годишниот одмор во себе инкорпорира и двете компоненти. И потребноста и обврската, обврзаноста за него давање, за него користење. Зошто? Прво, треба да знаете дека станува збор за едно право кое што почнува да се развива пред Втората светска војна. Право кое што не е од пред 150 години, како што е, например, прашањето за работното време или за заштита на одредени категории работници, како што се малолетници или жени во работен однос, кои што дури се нормираат на почетокот на 19-тиот век во Англија, уште од 1802 година. Ова е нешто од понов датум, право. Меѓутоа, всушност, самиот годишен одмор добива една, би рекол, експлозија на меѓународно ниво, и во економска смисла, и во правна смисла. И всушност, ако видите што се случува сега со годишните одмори, можам да ви кажам дека од економски аспект тука е туризмот, а во туризмот на глобално, на планетарно ниво е меѓу првите топ 3 дејности кои што носат заработувачка на планетарно ниво. Значи станува збор за еден голем економски сектор, за некого бизнис, работа. Меѓутоа секако за работниците, за сите нас, за сите вас, тоа е едно основно, би рекол веќе, право од работен однос, кое што е на линија на човеково право и кое што е заштитено уште од минатото со ревидираната конвенција број 132 на Меѓународната организација на трудот, е уредено всушност на меѓународно ниво и истото е уредено како платено отсуство од работа, значи платен одмор, платен годишен одмор. Тоа значи дека секој кој што оди на годишен одмор за време на годишниот одмор добива надомесна плата, значи иако не е физички присутен на работното место, се смета како да е присутен. И втората компонента, многу битна од самата конвенција, која што инкорпорирана речиси во сите законодавства ни светот, па и во македонското законодавство, македонскиот закон за работните односи, е аспектот на тоа дека не може човек да се откаже од годишниот одмор. Не можете да кажете: Андреј, не сакам да одам оваа година на годишен одмор. Ме разбирате? Значи тоа е право кое што дури да не сакате, морате да го користите. Јас би го дополнил тука, се извинувам што ве прекинувам, тука би го дополнил овој момент со самиот факт дека еве конкретно на запад се користи терминот burnout, односно прегорување, веќе прегор. И се третира буквално како болест, дека доколку некој работник е изложен постојано, значи постојано работи, зборуваме по произволно кажувам, по 9, 10, 12 часа дневно, дека после извесен период тој станува целосно апатичен кон се што се случува, целосно непродуктивен, многу логични причини, и дека фактички тие пресметале дека конкретно на запад, во Соединетите држави, дека се правеле истражувања, или зборуваме за стрикно капиталистичко општество, каде работоспособноста е фактички најважна од се. Так. И процениле и донеле заклучок дека многу повеќе време за еден човек, за еден работник е потребно да се опорави од таков burnout, отколку што е да му се даде одмор, да одмори одредено време, дали една недела, дали 2 недели во одреден период, па после тоа повторно, чисто за да биде пофункционален. Сосема
Ве разбирам што ви е поентата и би сакал сега да ја објасниме заедно, всушност да навлеземе малку подлабоко. Имено ја реков на почетокот, значи има економски компоненти, има и правни компоненти. Годишниот одмор, ве спомнавме за бизнисот дека е едно од најголемите планетарни, би рекол, дејности, гранки, така е, економски гранки. Ја спомнав и еве почнав од меѓународниот аспект на тоа правно уредување, годишниот одмор како е правно уреден, но самата суштина, есенција и дефиниција на тоа што е годишен одмор влегува токму во делот кој што вие сега го допревте, и тоа е оној здравствен аспект, односно безбедноста и заштитата на работното место. Самата етимологија на создавање на годишен одмор не беше во минатото инспирирана заради развој на посебна туристичка гранка, економска гранка, нели во Европа, во некои земји или на планетава. Всушност беше токму во делот на тоа да се увиде дека е потребно работниците да имаат време каде што ќе одмараат, каде што нема да работат. Тоа започнува скромно, срамежливо, меѓутоа еве денес се развива да всушност варира од земја во земја и сепак тоа е оставено на националните законодавства да уредат колку дена од годишен одмор ќе може да додат работниците. Кога зборувам за денови, сепак станува збор за работни денови. Мерката која што се мери годишниот одмор не е ден, туку работен ден, бидејќи има разлика што е ден, а што е работен ден. Например, неделата, на повеќето од луѓето не само во Македонија и во светот име неработен ден, и тој не се смета како дел од годишниот одмор кога работникот го користи годишниот одмор. Но што е годишниот одмор? Всушност, годишниот одмор е престанок на извршување на работните задачи кај работодавачот со цел психофизичка обнова на здравјето на вработениот. Многу едноставно, многу кратко, многу јасно, логична дефиниција. И објаснува практично се. Така, кажува се. Значи, престанува вработениот да работи, за да може психофизички да се обнови и потоа да продолжи. Зошто е оваа важна дефиниција? Затоа што ги опфаќа сите аспекти во себе. Оваа дефиниција открива дека на работодавачите им е потребно работниците да одмараат, и овде работодавачите многу грешат кога го злоупотребуваат правото, односно кога не го даваат годишниот одмор, бидејќи со одморот работниците се враќаат посвежи, посрекни, ревитализирани, обновени и спремни за нови работни предизвици со еден нов елан. Работодавачите, не сваќајќи го ова како моментум, всушност многу пати, сега зборувам и за македонски рамки, нели спимнеме дискусијата во наши национални констелации, всушност не го даваат правото на годишниот одмор во целост, делумно го даваат, или па има и такви примери за жал во пракса каде што не го даваат воопшто. Секако има и многу позитивни примери каде што годишниот одмор го даваат во целост. Но, велам, како што има позитивни, има и голем број на негативни. Сега, треба да разберат работодавачите, и ова е сега еден апел и до нив, дека годишниот одмор не само што е право, не само што е загарантирано со устав, со меѓународната конвенција број 132 на Меѓународната организација на трудот, со законот за работните односи, со општиот колективен договор за работевите во стопанството и во јавниот сектор, секако со општи колективни договори и други акти. Всушност, самата природа на годишниот одмор му овозможува на работодавачот да во максимум ги користи потенцијалите на вработениот. И се лажат оние работодавачи кои што мислат дека ќе успеат да остварат поголем профит, кратејќи го правото на годишен одмор на вработените ако ги задржат на работно место. Зошто нема тоа да се случи? Односно да остварат поголем профит? Затоа што работниците тогаш се револтираат, знаат, читаат луѓето, може да прочитаат дека секој има право на годишен одмор во Македонија, сваќаат дека тоа право им го скратува работодавачот, се создава еден револт, тоа е едната компонента, значи едно внатрешно незадоволство заради кратење на самото право, а вториот момент е оној аспектот на безбедност и здравје при работа, каде што физички, дури и да немаат тие незадоволство, дури и да не сакаат да го користат годишниот одмор како што во пракса, Андри, има и такви примери, да знаете, сум сретнал, среќавам, сепак државата смета дека треба да не заштити самите од себе кога ние не сваќаме кога сме дека ни е потребно нешто, ме сеќате. И во тој контекст законодавецот вели без разлика дали сакаш или не сакаш, затоа што ти е на физичкото здравје му е потребно, на телото, на душата, на духот да одмори малку, да се ревитализира, ти го предвидуваме ова право да посветиш време малку на себе.
да се тргнеш, да смениш амбиент, атмосфера, енергија од работното место, да се фокусираш дали ќе се оди нели како што напоменавме на некои туристички дестинации или ќе се со семејството или во домот ќе го поминеш годишниот одмор, едноставно спортувајќи, релаксирајќи се и така натаму, едноставно да се смени амбиентот за да може вработениот кој ќе се врати да биде обновен и да всушност биде попродуктивен. Тоа е компонентата на работодавачите. И сега работниците статистиката покажува, вие споменувате повторно Соединетите американски држави ги споменувате, 74% од вработените во Соединетите американски држави, значи на ниво на цела земја, се незадоволни од својата работа. Тој burnout, што е согорување на работно место, всушност меѓу другото е и заради незадоволството од работните места. Незадоволството на работното место, неисполнетоста, каде што трудот, работата го поробува човекот, а не го ослободува, всушност меѓу другото може да биде и инспирирано од овие причини, а тоа е годишниот одмор, недавање, кратење, работно време, прековремени работни часови. Сега надополнувам, ја ширам палетата на инспиратори, на трегери кои што може да создаваат незадоволство на вработениот од самото работно место. И тука работникот навистина треба да биде малку зрел и мудар, да свати дека всушност работата и работното место му е дел од неговиот живот. Ако тој е на дел од неговиот живот, незадоволен, односно на работното место не се чувствува слободен, туку поробен, тогаш треба да преземе чекор. Или да ги заштите своите права, што и да тоа значи, а тоа знаеме во македонски рамки до кај може да донесе, може да доведе дури на крајот да влезе во одредена конфронтација со работодавачот, во одреден судир, правен судир, кој што некогаш може да ескалира и во други облици, и тоа може и правно да заврши со, да речеме, престанок на работен однос. Познам луѓе кои што си барале одредени права, право на годишен одмор или да им се плати преку време на работа или кој да е друго право, инак заради тоа добиле отказ од работното место. Но секако во отказот не пишува дека заради тоа што ми се спротистави ти на мене работникот ти давам отказ, осема други причини се наведени во самата одлука за отказ. Меѓутоа и работодавачот и работникот, а и околината, средината, колегите знаат од каде извира проблемот и зошто е даден на пример отказот. Значи има и такви ситуации. Значи работникот сепак ја охрабрувам да ги бара да си ги заштити своите права од една страна, а од друга страна ако смета дека не е спремен да влегува во такви констелации на односи, да побара, да тропне на вратата на работодавачот, дека не е доволно силен или работодавачот не е тој карактер кој што ќе излезе во пресрет на овие права, значи има заштита во однос на институции во државата, секако почнувајќи од трудов инспекторат и суд, меѓутоа има и луѓе кои што и тоа не сакаат да го прават. Тогаш треба да се размисли здраво дали е време да се менува работното место. Бидејќи, повторувам, ние голем дел од нашиот живот поминуваме на работно место, и ако голем дел од животот ни помине во стресот на работното место, во незадоволство, ние ќе бидеме незадоволни луѓе, несреќни луѓе. Животот нема да биде исполнет. Тоа е суштината, затоа вели еден познат француски професор од Сорбона, Le droit de travail, droit vivant, трудовото право е правото на животот. Ако ние не сватиме дека животот е дел од работата е дел од нашиот живот, мислам дека многу нешта ќе ни поминат така на едно површно ниво. Затоа е важно и затоа се обидам сиве овие години да помогнам во делот на будење и на работодавачите и на работниците, да сватат дека всушност играат танго и дека кога се заедно во играта треба да едни со други всушност се синхронизираат, чекорите да ги вежбаат заедно, да одат напред во танцот, да го наречам правниот танц во трудот, во работните односи, се со цел да дојдат до една заедничка игра каде што ќе бидат среќни на крајот на денот. Сега, во однос на ова што го поставивте и како едно друго прашање, годишниот одмор е дел од времето кое што работникот го поминува на работно место, односно не го поминува, кога не годишен одмор не го поминува. Јас лично, Андреј, се залагам за намалување на работните часови, особено можеме тоа да го почнеме во македонски рамки во јавната администрација, еве сега јавно го кажувам пред целиот македонски аудиториум, каде што би требало да земеме одредени примери на светско ниво кои што веќе имаат позитивни пракса и во јавен сектор и во бизнис сектор, зборам за европско тло, каде што на пример можеме во петоците
околу 2 часа да намалиме работно време, да почнеме со намалување на работното време. Наместо да изнесува 40 часа работната недела во јавниот сектор, можеме да ја сведеме на 38, на 38 часа и 30 минути, например. Да им дадеме простор малку на вработените да во петоците кога завршува работната недела да отидат да заминат малку порано од дома, да видиме дали тоа ќе има еден позитивен ефект. Јас лично сметам, гледајќи ги истражувањата, бидејќи ова кај нас не постои материјали, мора само од компаративните студии да ги анализираме. Всушност гледам дека досега речиси сите студии и анализи покажуваат дека ова раѓа добар плод, дека ова е позитивно и работниците се посрекни. Тие час или два на крајот од работната недела не се ефективни, немаат таков ефект врз продуктивноста на работниците и всушност сите се задоволни. Работниците идат порано, се срекни, исполнети, сметаат дека со тоа се нивните права зголемени и се повеќе мотивирани и инспирирани да работат другите денови. Ме сваќате. Од друга страна, работодавачите, односно сега ако зборуваме само за јавниот сектор, би требало ефектот да биде кон граѓаните, кон корисниците на услугите кои што ги даваат административните службеници, односно јавниот сектор. Да, по зголемување на квалитетот на услугите. Има некои такви алатки со кои што може да се употребуваат, кои што може да се всушност стават во оптек, за да се види дали ние можеме на тој начин да подобриме и продуктивноста на вработените, задоволството на корисниците на услугите кои што ги даваат вработените, а на крајот и секако работодавачите кои што ќе ги имплементираат тие алатки за поголема ефикасност. И кога зборувам работодавачи, сега не мислам само на јавниот сектор, јас ова го предлагам во македонски рамки да почнеме од јавниот сектор, но студиите во Европа се токму во бизнис секторот, каде што големи компании, каде што работодавачи всушност ја воведуваат оваа алатка со намалување на одреден број на часови на ниво на недела. Има одредени примери каде што и во среда се намалува, не во петок, во среда работното време, во нордиските земји, во одредени компании, каде што покажуваат дека, токму на средина на недела, каде што покажуваат дека работниците и тоа како им значи го почитуваат, го ценат тоа и е за нив една дополнителна инспирација. Така покажуваат анализите кои што се во моментов. Имајќи ги во предвид и статистиките кои што Соединетите американски држави ги прават, а тоа е дека 74% од вработените во Америка, во Соединетите американски држави се незадоволни од своите работни места, само 26% се задоволни од своите работни места, укажува на една поразителна статистика на тоа дека многумина луѓе се всушност одат на работа, што вели нашиот народ, меѓутоа нозете им се враќаат назад. Нема такви истражувања во Македонија, но за сите овие 20 години и повеќе колку што сум во оваа област и колку што почнав да истражувам уште од помлад соработник, демонстратор на факултетот, па се до денес како професор, морам да ви кажам дека ретко среќавам луѓе задоволни на работните места во македонски рамки. И тоа е поразително од една страна, затоа што всушност ако луѓето се незадоволни на работните места, тогаш веројатно тука треба да го бараме и одговорот зошто ни се случуваат голем број на девијации и во другите општествени сфери, како што е семејството, како што е искривената слика за други аспекти во реалноста во општеството, социјални, социолошки, така. И аспектот на она што многу често го споменувам, да гледаме луѓе спремни, народот вели имаат оној мал вкраток фитил. Веднаш се спремни да се расправаат, веднаш се спремни за кавга, за инциденти слично. И намуртени луѓе, кога се шетаме низ улици, на семафори, по пешачки, ги гледаме луѓето дека некако ја нема онаа опуштеност и насмевка, која што морам да забележам дека сум ја забележувал во други земји, каде што сум престојувал на овој или оној начин. Гледам дека една поинаква опуштеност, поинаков пристап кон животот, кон нештата. Се извинувам што ќе ве прекинам, но тука е потребно да се направи една друга паралела. Ете ги споменавме Соединетите држави, ја споменавме Скандинавија и така натаму. Работниците во Соединетите држави, во принцип како функционира тамошниот систем, ги плаќаат колку што ги плаќаат по час
нели, поработен час. Најчесто, да. Најчесто и многумина од нив фактички секој дневно продолжуваат по неколку часа работа за да заработат повеќе и можеби тоа ги прегорува побрзо. Да. Во Скандинавија веројатно условите за живот се подобри и немаат луѓето потреба, иако и таму е платена прекувремената работа, немаат потреба толку да работат, додека кај нас зборуваме за многу фирми, не сите, да не генерализираме, меѓутоа многу фирми ги тераат своите вработени да работат прекувремено, а ниту динар не гледаат за тоа. И незадоволството тука е диспропорционално во однос на западните држави. Зборуваме за Македонија како општество. Па да, токму е, мислам и тоа е поентата, затоа што кај нас извориштата се бројни во однос на зашто човек може да биде разочаран. И работата, трудот, работни односи, правата, користењето на годишен одмор и другите права кои што ги споменавте се едни од основните тригери, од основните изворишта на незадоволство на работно место, кое што потоа се рефлектира и во останатите аспекти од животот. Меѓутоа, кога зборуваме инконкретно за македонски рамки, што се случува во Македонија, мора да подлечам дека и дури и законот за работните односи во многу нешта не дава одговори или како што би требало, како што би сакале, барем еве јас како што би сакал да го уреди прашањето за годишните одмори. Што значи тоа? Тоа значи дека самиот закон за работните односи, а потоа и па дури и општиот колективен договор за приватниот сектор од стопанството, всушност не ги решава одредени дилеми кои што законските одредби ги отвараат. Кои се тие дилеми, Андреј? Станува збор за некои прашања речени недоречени. Всушност има неколку аспекти на кои што сакам да потенцирам и кои што многу често граѓаните се соочуваат во пракса во Македонија, а се поврзани со одредбите во разните акти. Имено, кај нас во Македонија законот вели дека дека годишниот одмор изнесува 20 работни дена, а со колективен договор може да се уреди до 26 работни дена. За одредени категории вработени како лица со инвалидитет може да се зголеми годишниот одмор и за 3 дена. Плюс, фактички може да дојде и до 29 и за оние кои што се постари работници, кои што навршиле 57 години за жена, а 59 години за маж, се дуваат уште 3 работни дена, па на тие 26, ако негде ги има максимум, може да дојде до 29. Меѓутоа, како да се дојде до тие 26 работни дена? Пред да одговорам на ова, сакам само да ви спомнам дека нема денеска да навлегувам во прашањето дали и границата до 26 работни дена е всушност во ред, бидејќи е во спротивност со основното начело предвидено во член 12 од Законот за работните односи, каде што вели дека се што е поповолно со колективен договор може да се уреди и поинаку од законот поповолно за работниците. Тоа е познато едно начело што од римското право in favor labores, значи се што е поповолно за работниците може да го уредите поинаку со колективен договор. Овдека Законот за работните односи го ограничува тоа начело. Значи, можеш поповолно да уредуваш, ама до 26 дена, а зошто не до 30 дена, например? Зошто ви го зборувам? Во пракса, и во приватниот, и во јавниот сектор ме консултирале луѓе и ми рекле, професоре, сакаме годишниот одмор да го концепираме на 30 работни дена. И сега прашањето е, може или не може? Законот вели 20 работни дена, со колективен договор до 26 работни дена максимум. Овие исклучоци ги спомнав плюс 3 дена или за малолетници плюс 67 дена, тоа е друго веќе, тоа се само исклучоци. Меѓутоа за општата популација, за општиот најголемиот број вработени, значи се поставуваше таа дилема. Според мене може, затоа што тоа е на линија и на конвенцијата на Меѓународната организација на трудот, која што уредува дека се што е поповолно од законот може со колективен договор да се уреди, меѓутоа заради неразбирање како на правниците, така во одреден случај и на судовите и судската пракса, всушност се случува да најчесто се оди на линија да ова прашање, односно овој обем на право се движи од 20 до 26 работни дена. Но е велам контраверзно и контрадикторно. Да се навратам на другиот аспект сега. Како да го уредиме сега од 20 до 26 работни дена? Законот не дава насока. Ако го читате општиот колективен договор за приватниот сектор, од стопанството, всушност ќе видите дека таму се определени одредени критериуми, ако има стаж, ако е самохран родител, ако покажува успех, и се редат неколку се. Меѓутоа, таму што недостасува
И тука во бројни заблуди влегуваат голем број на работници, па и синдикалци. Не знам дали тоа е намерно или случајно направено. Тоа тие што го потпишувале колективниот договор можеби ќе треба да дадат конкретен одговор, меѓутоа не е уредено по колку дена за секој критериум ќе ти се зголеми годишниот одмор. Оставено е произволно. Оставено е тоа да се уреди со грански колективни договори и со колективни договори на ниво на работодавач. Бидејќи во пракса многу често нема грански колективни договори, а уште помалку колективни договори на ниво на работодавач, што е работодавач значи на ниво на компанија или на ниво на установа, министерство, орган или слично. Тогаш ова право до некаде разработено во општиот колективен договор е импотентно. Нема правна завршница, нема правна ефикасност. Ние ги имаме критериумите, ама ги немаме деновите. Так. Ако не ги уредат социјалните партнери на пониско ниво, колку дена ќе следи за секој критериум, всушност повторно се остава на една слобода на работодавачот да го уреди прашањето како што сака. Како му одговара. Значи, спротивно на сето ова е дека ако не е уредено со колективни договори, работодавачот е тој кој што ќе може да го менаџира прашањето за користењето на годишниот одмор, тоа секако во однос на законот му стои на располагање, но и во однос на бројот на денови на кој колку ќе даде. Денови. И може да се случи во пракса и се случува, сега да не ги именувам практичните примери, се случува да во иста компанија на еден вработен да му се дадат 25 дена работни годишен одмор, не знам, на другите по 20 дена или на уште еден двајца по 20 за 23, на другите по 20 работни дена. И тоа по мене е погрешна стратегија на работодавачот. Можно е тоа во отсуство на други акти. Значи работодавачот може со одлука или со самиот договор за вработување или со некој друг општ акт, меѓутоа кога е општ акт тогаш веќе не може таква, да речем во наводници, дискриминација да прави. Меѓутоа наоѓаат начини да не е добро затоа што за самиот работодавач не е добро, затоа што создава една неубава атмосфера меѓу самите колеги, создава раздора, тоа на него ќе се манифестира на неговата работа, особено во бизнис секторот, тоа значи помала продуктивност на вработените. Ако сакаш некого да издвоиш, тогаш навистина треба да се постават одредени мерили и критериуми зошто на тој човек му ја зголемуваш платата или му го зголемуваш годишниот одмор или некое друго право му даваш, за да на сите им биде јасно дека да, тој или таа вработена ги остварила тие резултати, го покажала тој успех и затоа има, согласно официјалните мерили и критериуми, има некои права плюс добиено во однос на работниот однос. Поверете останатите, бидете и вие инспирирани, постигнете слични или подобри резултати и наградата е недвосмислена и нема да ви биде, да речем, тргната, односно не даден, ќе ви биде даден. Така што тие се алатки кои што може да ги користи работодавачот ако е мудар. Еви, користејќи го годишниот одмор во отсуство на колективни договори. Меѓутоа тоа во пракса многу пати не се случува, односно се случува спротивното, да се некој фаворизира, па дури и преку давање поголем годишен одмор за сметка на другите и тоа се одразува на целата клима негативно во самата работа, односно на самото работно место. Токму така. Целата оваа ситуација мислам и дека доаѓа базично од тоа што на многумина од работниците не им се познати нивните права. Да. Чудно е колку фактички мал број од работниците конкретно во Република Македонија го познаваат законот за работни односи. Тие не знаат практично што им следува согласно законот, што има државата предвидено им да им следува. Како еве според вас како професор по трудово, како доктор професор по трудово право, како да се информираат работниците подобро за сопствените права? Па јас размислував баш, Андре, на оваа тема и во минатото и баш пред некое време. И сватив една работа, значи да информацијата и едукацијата на работниците ни е секако потребна. Тоа е нешто на кое што јас лично работат и други, вклучително и организации, индивидуи и слично. Има и проекти различни кои што користат одреден број на субјекти и на линија на запознавање со права, правна помош, едукација и слично. Меѓутоа сватив низ годините дека треба да се направи чекор повеќе. Не е доволно само работниците да се едуцираат. Моje лично мислење е дека последниве години работниците во Македонија, синдикатите, синдикалците, повеќе или помалку ги знаат своите права. Повеќе или помалку се запознаени.
Зборувам оние кои што посебно оние работници кои што се синдикално организирани и каде што синдикатите прават голем број на работилници, обуки, семинари, конференции и слично, доаѓаат голем број на работници. Во дел од нив и јас лично сум бил вклучен и гледам дека луѓето, вработените, синдикалците веќе навлегуваат подлабоко во материјата и во областа, ги разбираат, веќе им се јасни работите, но треба да се прави едукација на работодавачите. Треба да се прави, да им се дава едно објаснување, да им се укаже на работодавачите со факти што значи да го почитуваш законот, да применуваш права, па дури да дадеш и нешто повеќе над законот за вработените, како тоа ќе се одрази на продуктивноста на твојата работа, на твојот бизнис, и што значи кога ги прекршуваш правилата на игра, го кршиш законот, глобите, инспекциите, нервозите и други, непродуктивноста, незадоволството на вработените и така натаму и така натаму. Треба самите работодавачи да ги видат и едната и другата страна. Едната можеби ја знаат некои, оние кои што можеби прекршуваат закон, знаат како е да се функционира можеби така и го искусиле можеби незадоволството и на работниците, па и казните и мерките од страна на инспекторатите или други или судски органи. И тоа дајте да им понудиме на работодавачите дека има и поинаков начин, поинаква можност да функционираат. Според мене тоа фали за да всушност ја добиеме целината. Оти ако се фокусираме и во иднини, во наредните 3-5 години, па не знам и 10, само кај работниците, едукација на работниците за своите права, а не работиме паралелно со работодавачите, да знаете дека незадоволството ќе расте во Македонија, во работниот однос. Незадоволството кај работниците ќе расте затоа што тие се повеќе ќе знаат кои права ги имаат, се повеќе ќе стануваат свесни и будни, ќе се будат од зимскиот работнички сон, а работодавачот не ќе може да одговори на тоа што се случува од другата страна. Ќе се чувствува фрустриран, кога работодавачот се чувствува фрустриран, како и секој човек, најчесто одговара со контрамерки кои што се непродуктивни. Со отпуштања, со мобинзи, со некои други мерки, кога нема информација, кога нема знаење како поинаку да го менаџира целиот процес. Затоа треба во идните 3 години, 5 години, интензивно да работиме со работодавачите, да им помогнеме да заедно со работниците создаваат успешни приказни. Да заедно можат да ги остваруваат правата. Да сватат, може вака да го формулираме, да сватат дека исполнувањето на работничките права им оди ним во прилог. Па така е. На долги стази едни со други се поврзани, тоа го кажуваат и нобеловци, меѓу кои Кейнс, познатиот економист, кој што вели дека работниците, работодавачите на долги стази се поврзани едни со други и градат една приказна, иако на прв поглед на кратко се чини дека се спротивставени страни, но не е така. Не е така. Кога тоа ќе се разбере, тогаш малку поинаку треба да се постават работите. Знаете, Андреј, работниот однос јас понекогаш се шегувам на таа тема, велам како еден брачен однос, нели, го споредив преска и со тангото, зборам сега за бизнис секторот. Ако има задоволство, ако има разбирачка, ако има почитување меѓу партнерите брачни, бракот оди напред, љубов, така натаму. Да не ја забораваме најбитната работа. Меѓутоа, исто е или слично е и во работниот однос, ако има разбирање, ако има взаемно почитување, уважување, па би рекол љубов која што е во однос на токму изразена со она почит кон другиот, кон вработениот и вработениот кон работодавачот во она универзална смисла, како агапе, како љубов, една општа љубов кон човека, тогаш и работната средина станува убаво и пријатно место и тогаш нема да се размислува за прекршување на правото на годишен одмор. Со ова би сакал, ако веќе привршуваме со темата, да дадам уште една назнака. Вие рековте да не ги познаваат правата. Има области меѓу кои и прашањето и за годишниот одмор каде што и да го читаш законот, некои работи може да останат нејасни. Ја едно прашање подотворив со колективниот договор, но има уште неколку круцијални прашања кои што можеби не стигнавме да ги отвориме во однос на годишниот одмор. Тоа е, например, ако некој си замине во месец март, дали има право на годишен одмор? Дали што значи тоа, дали право на годишен одмор за прв пат кога заснова работен однос? Законот вели до 6 месеци, после 6 месеци има право на годишен одмор. Дали тоа значи дека кај секој работодавач или пак
само еднаш прв пат во животот кој ќе заснова годишен одмор, треба да поминат 6 месеци за да потоа без разлика на колку работни места заснова работен однос кај други работодавачи, ќе има секојаш константно право да користи годишен одмор. Се отвараат овие дилеми, одговорите ги имаме, меѓутоа еве не знам како е концепирано сега и со времето можеби да продолжиме и во друга прилика. Ќе мора да продолжиме во друга овие прилика. прашања, да. Затоа што сега толку ни дозволува времето. Ова е секогаш горлива тема. Интересни се заклучокот, сума сумарум, тука може да се каже дека фактички законот за работни односи во Република Македонија, па во блага форма речено, не е довршен, не е прецизен. Апсолутно, апсолутно. Има многу недостатоци, тој има околу 20 на измени и дополнувања во изминативе 10 и повеќе години. Зрело е времето за нов закон. Се почна да се работи на новиот закон, ќе видиме во која насока ќе се, дали ќе се заокружи целата приказка во наредниве месеци, па би рекол и година, така што се надевам дека ќе успееме како општество, како земја да дојдеме до еден нов квалитетен закон, така што кој што ќе може да одговори на потребите на новото време. Сепак сме 2020 година и гледате и самата година, па и во делот на прашањето за годишните одмори е атипична во однос на претходните години. Користењето на годишниот одмор сега беше уредено и со уредбите, да не заборавиме. Голем дел од луѓето веќе искористија уште до јуни, ги искористија дел од годишниот одмор, односно им се засмета. И тоа е едно дискутабилно и проблематично прашање. Според мене воопшто незаконски тоа го направи спротивно конвенциите на МОД, каде што не може правото на годишен одмор да се компензира заради пандемски или епидемиолошки аспекти, значи да се годишниот одмор да се смета седењето дома заради пандемија, да се смета ќе ви биде годишен одмор тоа. Можеше да се најдат некои поинакви резултати, односно решенија кои што ќе дадат ни подобри резултати, но добро, што е тука е сега, граѓаните тие што им остана нешто од годишниот одмор, веројатно сега го користат, се дел од целата таа приказна, така што тоа е основно право и загарантирано уставно меѓународно уредено право од кое што никој не може да се откаже и секој пат е на располагање на вработените. И ќе мораме да продолжиме темата друг пат. Да се надеваме за добро на граѓаните и на сите што не гледаат. Така. Ви благодарам што бевте повторно дел од Добро утро секој утро и ве очекуваме следниот вторник. Благодарам за поканата.